Заштитната фолија на која имало напишано имиња на светски модни брендови, а која се користела само како заштита при изведувањето на реконструктивните работи во ученичките тоалети во Основното училиште Климент Охридски во Прилеп, вчера во училиштето ги донесе во контрола инспекторите од Министерството за образование и наука. Според директорот на училиштето Ахил Јаков, станувало збор за неоснована пријава од неупатена и тенденциозно настроена група родители. Но таа група не беше запозната дека тоа беа обичен целофан заштитен кој му ги постави мој другар со цел да ги заштитиме слигите од тешката реконструкција на тоалетите, од прскање на авар, абрип и слично. И вчера официјално имав инспекција точно на денот кога официјално беа пуштени во употреба тоалетите и нормално за време на отворањето го тргнавме целофанот и инспекцијата беше воодушевена од изработката на тоалетите. Тој тврди дека новите бои и орнаментиката на ѕидовите во тоалетите, ако и не биле реконструирани со децении, биле особено внимателно бирани, соодветно на возраста и потребите на учениците. Моја препорака е кога веќе службите пуштат инспектори за вакви прекрасни тоалети, нека пуштат и во другите училишта ширум Македонија, во руралните средини, каде што децата немаат и најобични услови за користење на тоалети, каде што има фекали насекаде и воопшто не се реконструирани во минатиот век. Инаку, ова училиште е централно градско училиште и е изградено уште пред 60 години. Тоа е единственото училиште во Прилеп во кое, во засебна и соодветно адаптирана модерна зграда, учат и децата со посебни потреби, чиј број во моментов изнесува 21 ученик.